И последната тема за студиски разговор ја оставивме токму за овој период од денот, за овој период од емисијата, затоа што веруваме дека голем број од младите луѓе, можеби малку и подоцна стануваат, а темата е токму за можностите за вработување на младите луѓе во Источна Македонија. На гости ми е Зоран Биковски од организација Жена Делчево. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, Елена. Чест и задоволство ми е секогаш да гостувам во телевизија Сител, медиум кој што е прифатен во источниот регион и кој што се следи и е многу важен за информирање на младите. Така, минатата година во ноември зборувавме малку повеќе за жените, ама сега ќе зборуваме за младите, очигледно дека на тој регион, на Источна Македонија и треба помош кој од здравствен аспект или пак можеби еве од овој за младите, за вработувањата, да сите заеднички вака и јавно спроведеме напори за да може да заживее токму тој дел. Ајде прво да ве прашам каква е состојбата во моментов, младите луѓе прво дали се уште во источниот дел од Македонија или веќе мигрира? Знаеме дека се намалува населението, имаме силни миграции, источниот регион е еден од најкритичните или најголемите жаришта од каде што младите мигрираат, меѓутоа не само младите и постарите. Многу ми навелат дека младите се нашата иднина, јас би рекол не. Младите се нашата сегашност, треба да им обезбедиме да бидат успешни денес и да живеат нормално денес и да создадеме амбиент за младите да можат да творат и да останат тука. Тоа е она појдовна точка од која треба да тргнеме. Јас се гордеам со младите во нашиот регион, посебно во Делчево, затоа што за разлика од многу општини, кај нас веќе имаме формирано локален младински совет, кој што е регистрирано од страна на самиот општински совет на Делчево, истовремено имаме и локална младинска стратегија. Меѓутоа тоа е недоволно за да можеме да кажеме дека младите го имаат исполнето својот сон. Не. Имаме закон за младинско учество кој што е активен веќе од 2019 година и согласно кој закон секоја општина треба да обезбеди 0,1% од својот буџет за да можат младите да имплементираат политики на локално ниво. Значи зборуваме за средства кои се наменети за локалниот младински совет, кој што пак има донесено локална младинска стратегија и која што треба да биде раководена од младински центар кој што се уште не е регистриран и не е оформен во Делчево, меѓутоа и во останати 70 општини на ниво на Република Македонија и наша цел е всушност да овозможиме, да создадеме услови да младите со капацитет застапуваат за подобри политики, а ние исто како организација да овозможиме можности да се информираат за сите потенцијали за вработување на локално ниво, но и да бараме не само општината и државата да овозможи амбиент за вработување на младите. Каков е нивниот интерес? Каков е интересот за обука? Каков е интересот за планирање, поточно пласирање на нивниот капацитет, труд за останатите фирми кои што се таму во тој регион и на крајот конечно каков е интересот пак и на фирмите, на работодавците за ангажирање на овие млади луѓе? Значи рековме зборуваме за млади луѓе до 30 години. Така, зборуваме за млади луѓе од 15 до 30 години и ако го погледнеме контекстот можеме да кажеме дека Делчево, Берово, Македонска Каменица и Пешчево се можеби меѓу ретките општини каде што нема ниту една странска инвестиција. Таму е присутен текстилниот сектор, знаеме дека платите таму се најниски и со откажувањето пред се на ангажманите од страна на германските компании на еден начин немаме пристоен и квалитетен амбиент за да можат младите да творат и да пред се да заработуваат со достоинствени плати. Ова ги одвраќа и младите да бидат охрабрени дека можат да направат промена на локално ниво. Но јас би рекол, кај нас имаме активен граѓански сектор, имаме функционална младинска банка, организација Жена овозможи да се креира младинска стратегија, имаме културни и уметнички друштва, со што гледаме дека младите се живи, младите се денес постојат во Делчево и младите бараат промени. Токму заради тоа, преку програма на УСАИД, односно УСАИД кој што создава активни можности за младите, ние креиравме посебен проект кој што се вели младите одлучуваат за сопствената иднина. Со овој проект ние сакаме да постигнеме повеќе цели. Едно од првите цели е младите, односно младинскиот совет, младинското собрание и младите кои што се активни во младинските организации да научат што е тоа закон за младинско учество,
кои се можностите на младите преку Младинскиот совет и другите форми да ги наметнат своите потреби пред пред Општинскиот совет, истовремено да знаат и да бараат активно, значи да се создаде можности да застапуваат кај донесувачите на одлуки, а тоа се членовите на локалниот општински совет, да одреди конечно 0,1% за младите да бидат активни и пред се младите да бидат гласни и да бараат, да имаат еднакви услови за вработување како останатите млади на ниво на Република Македонија. Односно, да се елиминираат сите тие фактори кои што негативно влијаат за да можат да се вработат младите на локално ниво. Тоа значи образование согласно потребите, а не согласно самите наставници, затоа што велиме наставниците постојат и училиштето постои за да може да им даде капацитет и алатки на младите да се вработуваат. Ние за жал очигледно дека немаме образование прилагодено кон младите, бараме странски или домашни инвеститори кои што ќе отворат фирми, кои што ќе даваат достоинствени плати, бараме политики за младите во руралните средини да бидат поттикнати за да можат да творат и да останат тука. Ќе им дадете соодветна обука која што ќе направи да совладаат вештини, исто така ќе ги научите да подготвуваат CV, кои се останатите работи кои што ќе им помогнат на младите луѓе да се представат. Па да, значи најпрво како што рековме, ќе го изградиме капацитетот да ги бараат промените врз основа на права, а не врз основа на сожалување. Второ, ќе ги мотивираме младите како од урбаната средина, така и од руралните средини да бидат активни, односно да знаат што се тоа местни заедници, што се тоа рурални заедници, како можат да застапуваат и така натаму. Понатаму вториот процес е да научат како да направат своje CV, како да направат мотивационо писмо, да им се изработи кариерен план на секој млад човек за да знае да научи во кои правеци, кои вештини треба кај себе да ги унапреди за да биде атрактивен и да може добро да се представи пред бизнес сектор. Тоа е многу важно. Меѓутоа истовремено да бараме и самите тие да можат да имаат силен глас, да бараат промени, да бараат амбиент во кој ќе можат да се вработуваат. Знаеме дека партизацијата, политичкото влијание на целата држава е многу голем. Истовремено се создава одбивност кај младите кога гледаат дека немат фер игра и едноставно се смета дека достоинствено работно место е место да се работи во администрација. Гледаме дека веќе и во администрацијата платите не се за воодушевување и затоа треба да креираме амбиент каде што ќе може да се креираат, да се отвараат погони кои што ќе одговараат на потребите на младите, кои што ќе даваат достоинствена плата, а младите тоа ќе може да го адресираат преку своите канали, легални канали, како на локално, така на национално ниво. Исто знаеме дека постои и Републички младински совет кој што ги обединува младите, каде што исто така може да ги адресираат своите проблеми. Едноставно затоа и го нарековме проектот. Младите одлучуваат за својата иднина. Ако младите бидат пасивни, за жал ќе ги изгубиме. Ако младите бидат креатори на својата иднина и не очекуваат дека некој ќе ја промени од страна, затоа што интерес на секое општество е да ги држи младите во стеги. Иако сите велиме на младите иднината, меѓутоа ние многу малку дозволуваме младите да го кажат својот глас, да ги едуцираме за нивните права, за да може да ги наметнат пред донесувачите на одлуки. Зуки, јас ти благодарам за гостувањето. Посакуваме во овој проект да заживее и навистина да не дозволуваме овие млади капацитети да се оцелуваат, да мигрираат, туку да го искористат својот потенцијал во нашата земја. Благодарам, Елена, тоа ќе го направиме секако и во соработка со бизнес секторот, затоа што пак ќе кажам, ќе организираме и саем за вработување каде што и бизнес секторот ќе може да се представи, каде што младите врз основа на стекнатите вештини кои што ќе ги имаат, ќе можат да ги представат своите потреби и своите квалитети и капацитети пред самиот бизнес сектор. Истовремено ние ќе формираме на еден начин и партнерство со бизнес сектор, затоа што наша задача е и да му помогнеме на бизнес секторот да ги наметне своите проблеми пред донесувачите на одлуки на национално ниво. Уште еднаш ќе кажам, политичарите ја следат собствената политика. Тие одговараат пред политичките лидери. Граѓаните се тие што ги носат промените, а младите се тие кои што треба да створат, да создаваат, да имаат амбиент. Тоа значи
да имаме здравство достоинствено за сите. Еве уште еднаш да кажам дека Ние веќе и немаме време. Јас ќе ги оставам овие теми за здравството за следното гостување. Благодарам, да. Само да довршам дека еве и наредниот четврток ќе се отвори исто кабинет со поддршка од граѓанскиот сектор и УСАИД, кој што е иницијатива неформална од самите членови на организација Жена, со што ќе обезбедиме, да речеме, и сите жители од околината на Делчево, Берово, Пехчево да можат да ги прават очните прегледи на локално ниво. На тој начин сигурен сум дека младите ќе бидат поактивни и ќе можат подиректно да влијаат за да ги прават промените. Благодарам, Зуки. Ние